Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Мило ми е што имаме еден прекрасен саботен ден. И бидејќи во текот на ова сезонен, што ни предстои зимскиот период, вакви денови ќе бидат ретки. Ви посакувам посебен благослов во овој саботен ден. И ви посакувам вака да ви биде во животот, вака ведро, мислам, и во духовен смисол. Мило ми е што брат Рајче ја најде илјадарката, што ја загубил, затоа што јас денојве поточно завчера загубив 500-ка. Дори не знав каде ја загубив. Дали беше во Лисиче, дали во Капиштец, тука некаде сигурно не беше. Брат Блажо ми побора на заем пари и му реков имам 500 денари, а всушност и тие сум ги немал. После кога ги барав, видов дека ги немам. Меѓутоа многу не се обидов ни да ја барам, затоа што не ми беше позајмица од некоја сопруга, па да имам отчет, одговорност на кому да му ја вратам. Но сепак илјадарка е нешто што значи повеќе и поинаку. Јас верувам дека и вакви ситни работи може да бидат голем благослов во животот на поединец, за да може како таков да се кажува и ако не мора да го кажувате, да се слави Господ заради такви, дури за такви ситници во вашиот живот. За денес најавив една тема под наслов Доктрината на остатокот. Ке прочитаме некои цитати од Духот на пророштвото, но на самиот почеток би сакал да се позанимаваме со овој израз остаток. Често пати сте го слушале овој израз. Како и многу што друго во Новиот Завет, и овој поим остаток е всушност преземен од Стариот Завет. Прв пат се употребува во контекстот на Старозаветниот Израел. Има повеќе места и кај малите пророци, каде што се зборува за остатокот, за оние израелци кои што ќе останат, кои што ќе бидат верни до крајот, кога Господ повторно ќе го обнови Ерусалим, повторно ќе го дигне својот дом, ќе го изгради Давидовиот дом, ќе го врати Израел расеан од сите незнабожечки земји и така натаму во тој контекст. Меѓутоа, еден од позначајните и можеби попознатите старозаветни стихови, кои што зборуваат за остатокот, се наоѓа уште во првата глава од најголемиот старозаветен пророк, ако големината ја мериме според неговата книга, така наречениот евангелски пророк Исаија. Во првата глава од неговата книга, и веднаш може да завртиме таму, Исаија пренесува Господови зборови кои што се полни со прекори кон израелскиот народ, тука наречен народ грешен, бунтовен народ, некој што е бетер од вол и магаре, затоа што овие ги познаваат своите господари. А Израел мене не ме познава, вели Господ. Спореден е Божиот народ на ова место со тело, кое што од главата до петиците нема ниту едно здраво место. Модрици, гнојни рани, неисчистени, непреврзани и така натаму, да не ги читам сите тие зборови. 8 стих дури вели, остана керката Сионова како колиба во лозие, во градина, како обсаден град. И она што е најважното е 9 стих. Значи, каква лоша, каква грозна слика за Божиот народ во времето на пророкот Исаија, а 9 стих
но да не ни беше оставил Господ Саваот, што значи тоа? Господ над војските, да не ни беше оставил мал остаток, ќе бевме како што? Како Содом. Ова, посебно сакам тука малку да размислиме на овие зборови. Ќе заприлегавме на Гомора. Зошто Господ, зошто Исаија во негово име кажува вакви зборови? Зошто, ако не беше малиот остаток, остатокот е секогаш мал. Кусур на турски. Божиот народ ќе беше како Содом. Знаете, денес живееме во тие лотови денови, како што рече Господ. По тоа лотово време. Време на Содомија. Знаете што е Содомија? Со векови црквата, христијанската терминологија, еден карактеристичен блуд, еден карактеристичен греф го нарекувала Содомија. Ако се сеќавате во големата борба, дури пишува дека папата Јован 23, кој што бил суден заедно со реформаторот Јан Хус во 15. век, во Констанца, таму во Швајцарија денешна, бил и тој, и папата бил осуден од страна на соборот за еден куп гревови, меѓу кои Содомија беше наведена. Ова за мене е интересно што сам цел еден католички собор го осудил и папата. На тој начин докажал дека папата не е над црквата. Еден од гревовите беше Содомија. Не се сеќавам на другите гревови, но се сеќавам на последните што беа наведени за тој папа, кои што не беа споменати по име, затоа што беше речено дека се тоа гревови кои што не е згодно да се споменуваат. Замислете. Меѓу другото е за Содомија. Што е тоа, знаете ли? Што е Содомија? Содомија, хомосексуалност. Знаете, денес луѓето за сите валканици своји, кои што се срамат да ги наречат со името на нивниот јазик, например, кај нас на македонски јазик, да се каже македонскиот збор за некоја валканица, чувствуваат потреба за истата работа да го употребат латинскиот збор. Не баре тоа малце ќе звучи подотерано некако. Јас се сеќавам, порано како помал читав, имаше еден ученик по англиски јазик и имаше таму една анекдота каде што се велеше како еден човек отишол на доктор, кај лекар, и го прашал: докторе, кажете ми диагноза на целиот овој мој случај, што сум, каков сум. Само, ве молам, немојте на латински, туку кажете ми го сето тоа на наш јазик. Да. Не се сеќам на кој јазик се збореше таму, но да речеме на македонски. И тој му рекол, докторот му рекол: ти си пијаница, ти си свиња, ти си гад. И му набројал неколку такви карактеристики, во ред, благодарам, се заблагодарил пациентот и потом рекол: сега кажете ми го истото на грчки и латински, за да можем да ја кажем на жена ми дома. Денес така се однесува денешниот свет. Денешниот свет, како што вели брат Милош, користи еуфемизми. Знаете што значи тоа? Значи, некој зборче, значи, не е, како велиме, некој зборче со кој што гревот нема да изгледа грев. Таков е зборот хомосексуалност.
Зошто имаме потреба да користиме латински збор? Ако би го превеле буквално, истополовост. Црквата овој греф со векови го нарекувала содомија. И многу интересно. Пророкот го споредува Израел со Содом и Гомор, ако не беше еден мал остаток, за да покаже дека и кај Божиот народ има вакви гревови. А денес и на своја кожа почувствував таква трагедија. Има кај адвентисти и адвентистки вакви гревови. Ако сакате нешто по-бомбастично, поведете вечер да чуете една информација што брат Борче ја подготвува за тоа што одлучила Хрватската област на адвентистите на седмиот ден неодамна. Одлучила да подржи содомија, додека Римокатоличката црква, државната црква во Хрватска, гласаше против. Значи, Римокатоличката црква во Божи очи е поправедна во Хрватска од Хрватската конференција на адвентистите на седмиот ден. Но пророкот сака да нагласи нешто друго. Божиот народ без овој мал остаток ќе биде Содом, ќе заприлега на Гомор, затоа што таква ќе биде судбината на сите оние кои што грешат блудно, особено со содомија. А каква ќе биде нивната судбина? Зошто овој греф бил наречен содомија? Зошто нашите денови се споредени со Лотовите дни? Не само затоа што цути овој греф во денешно време и е поддржан од сите институции на така наречената западна цивилизација, од Европската Унија, од Соединетите Американски држави, се врши притисок и на нашата влада овдека да ја смени дефиницијата за брак во македонскиот устав. Еве прилика да реагираме, ако сакаме да изреагираме во јавноста. Иако има други прилики и без ова. Не само затоа што постои овој греф во последното време помеѓу христијанскиот свет, не толку за безбожниците. Знаете, во Америка постои цела една секта што се од адвентисти, кои што се нарекуваат не Seventh Day Adventists, туку Seventh Gay Adventists. И кога Генерална конференција ги тужи независните организации да не го користат името адвентист, дури и оние кои што проповедаат вистина, кои што проповедаат троангелска вест, на тие судски процеси она има успех. Меѓутоа, кога ја тужеше ова, педерскава секта, таму падна, затоа што педерското лоби е многу силно во Соединетите држави. Божиот народ, без малиот остаток, Исаија го споредува со Содом и со Гомор, затоа што таква ќе биде и судбината на грешниците од последното време. Каква? Таква ќе биде судбината на овој свет. Таква ќе биде судбината на така наречената западна цивилизација, иако тоа ќе биде целиот свет. Каква? Содомска судбина. Читам вчера на интернет, иако ја не верувам на еден куп такви информации, немам ни време да ги проверувам сите. Но руски научник вели астероид ќе ја погоди земјата за 3 години. Нешто за честија овие предвидувања, она што порано беше за 15, за 30, 26, сега некако идната година ќе пукне нешто, се нешто за идната година, за 3 години нешто, чипот на Обама за 3 години и така натаму. Некако многу го светските гласини, некако многу го наближија времето. Интересно. Но ние знаеме дека навистина овој свет ќе биде спржен со оган, како Содом и Гомор. Не случајно со оган, затоа што со оган беа уништени Содом и Гомор.
и затоа што нашите денови се како Содом и Гомор. И обележието на последните денови, на последниот отпад во христијанската црква, е исто како Содом и Гомор. Слушнавте мејатата сабота вечер дека денес постојат христијански проповедници, конкретно тоа беше еден католички свештеник, но и мнозина други кои што се согласуваат со него, кои што воопшто не веруваат ниту во второто Христово доаѓање, веројатно не веруваат ниту во првото, иако ќе празнуваат повторно Божик деновиве. Едноставно се тоа за нив приказни. Тоа е лесно да се препознае. Значи, отворено неверство е лесно да се препознае. Но што е она што духот на пророкството вели дека ќе биде посебно искушение за Божиот народ во последно време, кога се работи за доктрина? Дали отвореното неверство ќе биде посебен предизвик? Не толку, туку ќе биде лажната наука. Но таква лажна наука, која што лесно ќе може да ги заведе мнозина, а ако е можно, да заведе и кого? Да ги заведе и избраните. Да прочитаме еден друг Христов текст во Евангелието според Јован 7 глава, 16 и 17 стих. Јован 7, 16 и 17 стих, познати зборови, неодамна ги учевме, кога го проучувавме ова Евангелие. Тогаш им одговори Исус и им рече: учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. Много интересно како самиот Божи син воопшто не сакал да биде оригинален на оваа земја. Иако тоа што тој го направил, се било оригинално. Немало рамен на неговите дела, на неговите чуда, немало рамен во историјата ни пред ни после него, што можел да ги прави тие работи. Сепак тој сето тоа го припишува на својот отец. И неговото учење го припишува на неговиот отец. Иако некој, за нас сега битен 17 стих, иако некој сака да ја врши волјата негова, чија? На отецот, тој ќе разбере дали е ова учење од Бога или јас самиот од себе зборувам. Значи, кој е првиот критериум? Кој е првиот критериум да препознаеме дали некое учење е исправно или лажно? Се работи за догматско, доктринално учење, значи теолошко учење, бидејќи има работи што може да се проверат со човечката наука, да речеме. Има работи што може да ги проверите со лично искуство, но тоа не се теолошки догми. Теолошките догми се нешто што не може да го проверите. Ниту науката на овој свет не може да го провери. Тоа е нешто над сето тоа. Тоа е нешто што може да се провери само со господовите критериуми, со надприродни критериуми. Значи, првиот критериум е, за да ние препознаеме, како што вели апостол Јован во своето соборно послание, испитајте ги духовите дали се од Бога. Зошто? Зашто многу лажни пророци излегува во овој свет. Првиот критериум е ние самите да бидеме во таква духовна состојба да сакаме да ја вршиме волјата на Небесниот Отец. Значи, ако јас сум во таква духовна состојба каде што не сакам да ја вршам волјата Божија, туку сакам да си терам по свое, јас не можам во тој случај, не го исполнувам првиот критериум да разберам дали некое учење е исправно или лажно. Значи, мојата духовна состојба е прв критериум за да разберам, да можам да разберам дали некое учење е од Бога или пак не е. Елена Вајд има запишено вакви зборови во Копнежот на вековите, многу интересни,
каде што вели, прашањето кое што за нас е од најголемо значење гласи: дали со спасоносна вера верувам во Синот Божи? Много интересно. Со каква вера? Со спасоносна. Која е таа спасоносна вера? Според Јаков, што научивме ова тромесечие. Делотворната вера, активната вера, живата вера. Дали, значи, прашање кое што е од најголемо значење за нас, според Копнежот на вековите 381 страница, дали со спасоносна вера верувам во Синот Божи? Значи, ние може да имаме мртва вера во Синот Божи. Да, јас сум христијанин, фален да е Исус, Христос се роди, воскресе, или пак ние тука можеме да извеземе цели проповеди, цели предавања и реферати. Нешто многу повеќе, значи, од овие православни католички поздрави само за големите празници. Но, дали е тоа спасоносна вера само по себе? Продолжува Елена вели, дали мојот живот е во согласност со божествените закони? И понатаму цитира 1 Јованова 2.3, кој верува во Синот, има вечен живот. Колку едноставни, а силни зборови. А кој не верува во Синот, тој нема да види живот. И по тоа знаеме дека сме го запознале, продолжува Јован, по тоа знаеме дека сме го запознале. По што? Пошто се знае дали го познавате Христа, ако ги држиме неговите заповеди. Колку име на христијани денес се расположени да го прифатат овој критериум? Денес е многу популарно да се зборува за Исус, да се пее за Исус. Се споменува Исус дори во сатанистички, спиритистички филмови. Денеска Исус скоро на секаде го има во медиумскиот простор. Но критериумот за тоа дали го познаваме Исус е ако ги држиме неговите заповеди, вели возлюбениот ученик Јован. Многу интересно. Зошто Јован не вели по тоа ќе знаеме дека сме го запознале ако имаме љубов спрема него? Зошто не вели така? Зошто не наведува таков критериум? Зошто самиот Господ вели по плодовите нивни ќе ги познаете? И во контекст, тие збори кажа во оној контекст, кога мнозина вика ќе дојдат кај мене и ќе велат: Господе, Господе, што? Во Твое име проповедавме, во Твое име лекувавме, во Твое име правевме еден куп чуда. Ќе продолжам да читаме од Духот на пророштвото. Има еден цитат што се наоѓа во една книга под наслов Проповеди и говори, компилација, се разбира, во која што Елена Вајт кажува извадоци од нејзини живи проповеди, што она ги држала од разни адвентистички катедри во текот на нејзината служба. Во своето учење, забележите, значи Проповеди говори прв том, 266 страница. Во своето учење Исус никогаш не внесувал ништо од човечката наука, замислите. Ништо од човечката наука. Неговото учење било величенствено, облагородувачко. Неговото учење била спасоносна вистина која што не може да се споредува со изумите на најамбициозните и најгорделивите истражувачи. А сепак да може да се впише во човечкиот ум. Лесно да се втисне во човечкиот ум. Денес
колку од човечката наука, од човечките науки, може да се втисне во умот на обичните луѓе? Ако, например, Милош зборуваше за генетика, колку тоа ви беше јасно и разбирливо? Или ако сега почнуваме да зборуваме за некои теории во физиката или во космологијата, колку тоа ќе звучи јасно, разбирливо и лесно втисливо во умот на обичните луѓе. Христовото учење вели дека било повеличенствено од сите научни теории и филозофии, а сепак лесно можело да се втисне во човечкиот ум. Големиот план на откупување на паднатото човештво бил остварен во Христовиот живот додека тој бил на оваа земја. Планот на обновување на Божиот морален лик во униженото човечко битие се отцртал во секоја намера од животот и карактерот Христов. Неговото величество не можело да се меша со човечка наука која што би го одвоила од изворот на секоја мудрост. Расправите за човечките науки никогаш не се слушнале од неговите свети устни. Верувајќи и извршувајќи го Словото Божие, тој ги одвојувал членовите на човечкото семејство од сатанската триумфална кола. Во жаргон, значи, не сме повеќе робови на сатаната, врзани со синџири за неговата триумфална кола. Како што генералите кои што победувале своите војни заробеници ги врзувале за своите поворки, кога се враќале назад да организираат славие, односно триумф во нивниот главен град. Христос дошол да ги спаси душите со својата правда, носејќи му на светот дефинитивна сигурност, надеж и потполно, целосно ослободување. Много интересно. Кој е, според Откровението, критериумот за препознавање на остатокот во последното време? Освен овие карактерни црти, кои што малку ги допревме, искрената желба да се твори волјата Божија и обновата на Божиот морален лик, Христовиот лик во нивниот живот, значи спасоносна вера во нивниот живот. Откровението ни кажува во познатите зборови, Откровение 12 глава 17 стих, дека остатокот против кого змејот се разлутува и оди да војува во последното време, се одликува со што? Тоа се оние кои што ги пазат Божиите, повторно овој критериум, што Јован го спомена, држање на неговите заповеди, и тоа се кажува на прво место, видите, а на второ место се кажува што? И ја имаат верата Исусова. Има многу цитати во духот на пророштво во врска со 10 заповеди. Навистина немаме време да ги читаме сите. Но избрав некои што може би ретко сте ги слушале, или не така често. Во книгата Коментари на библиски текстови од Елена Вајт, 60-та страница, тоа е она, ако сте ја имале, она дебела црвена книга во некој од вашите домови, со сите коментари на Елена Вајт во врска со соодветните библиски книги и текстови. Таа вели 10 Божји заповеди, од која што секоја содржи по еден налог или забрана, во колку им се подчиниме во послушност како на закон кој што владее со целата вселена, за нас ќе представуваат, 10 заповеди, ако им се подчиниме на овој начин, со послушност како на закон кој што владее со целата вселена, за нас тие ќе представуваат 10 ветувања. Много интересно.
Може би Константинов тоа сакал да го постигне, затоа што, знаете како гласат 10 заповеди во Константинов? Неке. Значи, не вели, немој да прелюбодејствуваш, немој да блудствуваш, туку неке прелюбодејствуваш, неке блудствуваш. Тоа е оној новозаветен смисол на 10 заповеди, што Вагонер прв го истакнувал во адвентизмот. Елена Вајце Разберег го подкрепила со незината согласност, незината поддршка на неговото проповедање. Зошто ветување? Како може некоја од Божите заповеди да ја сватиме како, наместо како забрана, да ја сватиме како ветување? Значи, ако заповедта вели не убивај или не прелюбодејствувај, и сега да ја сватиме како ветување, што тоа значи? Тоа значи дека ако Христовиот лик биде обновен во тебе, ти нема да убиваш, ти нема да прелюбодејствуваш. Тоа ќе биде практична последица на неговиот живот во тебе, на Светиот Дух во вашето срце. И понатаму продолжува да навајти, вели, цитирајќи ги Христовите зборови, ако имате љубов кон мене, заповедите мои, држете ги. Еве повторно истиот критериум. Јован вели, по тоа ќе знаеме дека сме го запознале Христа, ако ги држиме неговите заповеди. Откровение вели, остаткот ги држи Божите заповеди, и ја има верата Христова. И самиот Христос вели, ако имате љубов кон мене, држете ги моите заповеди. Понатаму, во истата книга, 61 страница, значи веднаш потоа, Елена Вајд вели, 10 свети прописи кои што самиот Христос ги изговорил на Синајската гора представуваат откровение на Божиот карактер. И на целиот свет му ставаат до знаење дека тој има секаква власт над целокупното човечко наследство. Овој закон на најголемата љубов која што можела воопшто да му биде прикажена на човекот во 10 негови прописи, представува глас Божи кој што од небо и говори на секоја човечка душа во ветувањето, повторно во ветувањето. И ги цитира старозаветните зборови, прави така и ќе бидеш жив. На многу места се кажува во Мојсеевите книги. Прави така и ќе бидеш жив. Би сакал да прочитам само уште еден цитат за 10 заповеди. Ова е особено многу битен за нас денес, особено за младиот свет, бидејќи тој денеска се наоѓа на посебни искушенија, особено деца на верни родители, семејства и така натаму. Господ ги дал своите свети заповеди да бидат одбранбен ѕид околу неговите созданија. Како поинеко треба, освен како ветување, како поинеко можеме да ги сватиме 10 заповеди? Како одбранбен ѕид, како заштита. Знаете, ова е денеска, ова е денес во 21. век, ова е огромна вредност. Денес во младиот свет ретко кој е девствен и ретко која е девојка. Глупиот свет употребува разни хемиски средства, препарати, разни човечки производи и ги нарекува заштита. Демек тоа ќе ве заштити од болести, од сида, од ова, од она. А која е единствената вистинска заштита? Од сите зла, па еве да речеме и од разни болести, кои што заради исхраната или заради
начинот на живот воопшто може да се закачат за нас. Покорноста кон Божите заповеди е единствениот заштитен одбранбен зид од сите овие зла од кои што страда светот. Светот кој што ги крши овие господови начала. Понатаму продолжува и вели: значи, Господ ги поставил сетите заповеди како одбранбен зид околу своите созданија и тие, благодарејќи на тоа, ќе бидат заштитени од сите осквернувања со страстите и апетитот и да станат учесници во божествената природа. Понатаму Елена Вајд го цитира Павловиот стих од Римјаните 12.1. Да го прочитаме и него. Римјаните 12.1. Каде што апостол Павле ги повикува верниците на така наречена жива жртва. Браќа, во името на Божието милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Каква е таа жртва жива? Значи, не да се убиете себе си, тоа би било мртва жртва. Туку откажете се од сето она што вам ви штети. Од сето она што вам ви штети. Откажете се од сето она што вам ви штети, што на крај вам ќе ви донесе несреќа и срам, а да не зборуваме за болест или за нешто пострашно. И која е втората одлика на остатокот? Освен критериумот што го споменавме, Божите заповеди, тие ја имаат верата Исусова. Ке прочитаме еден малку подолг цитат од книгата Избрани сведоштва, трета книга, 168 до 173 страница, каде што Елена Вајд вели вака. Верата Исусова често се сваќа површно и преку ова прашање се поминува на рамнодушен и безгрижен начин. Со други зборови, денес живееме во време кога на верата Исусова не се придава такво значење како што му било откриено на Јован. Знаете, во времето на апостолите, како денес да речеме во Техеран, да отидете, или во Багдад, или во Исламабад, и таму да исповедате христијанство, така било и во времето на апостолите, среде Ерусалим, среде Јудеја, да го признавате таму Христа. Тоа значило опасност по живот. Значи, да се каже дека верувате во Исуса, кај нас тука или на запад, било каде, тоа е нешто површно, багателно, просто. Но во времето на апостолите не било така. А всушност, остатокот ќе има вера Исусова, која што ќе биде исто таква, без оглед каде ќе живе. Каква е верата Исусова? Елена Вајд продолжува во овој цитат и вели: верата во Христа како единствената надеж за грешникот во голема мера е потисната. А како кога цел свет зборува за Христа, за верата и така натаму? Зошто сепак верата во Исуса како единствена надеж на грешникот е во голема мера потисната? Таа продолжува и вели: таа е потисната не само од дискусиите и разговорите, значи, што луѓето во обичајно разговараат меѓу себе, дури верниците, што обично разговараме помеѓу себе. Дали е присутна верата Христова во нашите разговори? Колку е присутна? Туку и од верското искуство на мнозине кои што тврдат дека веруваат во пораката на третиот ангел. Значи и од искуство е истисната верата. Третата ангелска порака, внимајте ова реченица, третата ангелска порака ги опфаќа Божите заповеди и верата Исус.
че овие два критериуми заедно се наоѓаат според Елена Вајд во третата ангелска порака. Зошто? Да се запрашам. Како гласи третата ангелска порака? Да видиме како таа одговора на прашањето. Заповедите Божји навистина биле објавени, но верата во Исуса Христа, адвентистите на седмиот ден не ја проповедале како еднаква по значење со законот, се мисли на 10 заповеди, бидејќи законот и Евангелието треба да одат рака под рака. Значи, тие се маж и жена. Не може да ги одвоиме законот од Евангелието. Елена Вајд вели, јас не можем да најдам зборови со кои што овој предмет би го изразила во неговата потполност. Верата Исусова била проповедана, но не е сватена, како и денес. Што ја представува верата Исусова која припаѓа на пораката на третиот ангел? Дека Исус ги превземе на себе нашите гревови, за да може да стане спасителот кој што простува гревови. Со него се постапувало како што ние заслужуваме со нас да се постапува. Тој дошол на овој свет и ги зел на себе нашите гревови, за да ние можеме да ја стекнеме неговата праведност. Понатаму продолжува и вели, единствената безбедност за израелците била крвта со која што ги попрскале своите довратници. Бог им рекол, кога ќе видам крв, тогаш ќе ве одминам. 2 Мојсеева 12:13. Што било за израелците прашање на живот и смрт, па и за египјаните, за време на првата пасхална ноќ? Крв, дали има крв на нивните врати, на нивните живеалишта? Зошто било тоа толку битно? Зашто само таму каде што имало крв, преживувал првенецот на тоа семејство? Затоа што Христос, првенецот Господов, пострадал заради нашите гревови. Ние, дали можеме ова да го разбереме од искуство? Од искуство да разбереме дека само верата Христова спасува. Значи, ние не сме били израелци пред 3.500 години, кои што им било речено, ако видам крв на вашите врати, тогаш ќе ве одминам. Па да знаеме како било таа ноќ, да се живее таа ноќ. Тоа била будна ноќ. Не спиел некој таа. Тоа била ноќ кога се јадело. И тоа се јадело месо, јагнешко месо. Многу месо се јадело. До сабајле целото пасхално јагне требало да биде изедено и да не остане ништо. Тоа била Господовата заповед. Требало да се јаде не зачинето со ништо, така, само со горка трева. Тоа не било значи некој оброк, онака, да се јаде со уживање. Некој печење, да речеме. Да, било печено место, меѓутоа, тоа било нешто што се јадело со страф. Што се внимавало на сите детали што Господ ги заповедал, а особено на најважниот, крвта од јагнето на нивните врати. Што мислите, дали ќе дојде време кога Христовата вера ќе биде предмет или тест на послушност? Ќе биде. Ние обично велиме саботата, неделниот закон. Да, ма сето тоа и било кој друг конкретен тест, па нека биде и чипот на Обама, било кој конкретен тест или искушение може да се победи само со верата Исус. Например, ако во сабота ве тераат на работа
или отказ воспротивно, вие можете да победите само со верата Исусова. Зошто? Зато што Исус ја празнувал саботата. Таа е неговиот ден. И затоа што имате вера дека Исус ќе се грижи за вас. Нема за вас да биде крај на светот ако ви избркаат од работа. И сега можеме да наведеме еден куп други ситуации, примери на конкретни искушенија, каде што само со верата Исусова може да се победи. Затоа ли вели дека третата ангелска вест ги содржи и двете, и заповедите Божии и верата Исусова. Бидејќи вие не можете да го одбиете жигот на зверот, што и да е тој во последното време, какво год да е конкретно искушението што ќе дојде на целиот свет, последното големо искушение. Не може да го победите жигот на зверот без верата Исус. Еве, адвентистите во Хрватска како област комплетно паднаа. Поведете ова вечер за детали по ова прашање. Застанаа на страната на неправдата, на страната на Бараба, не на Христова страна. Не на страната на Божиот закон и Божите заповеди. Тоа е страшно. Ја не го велам ова за да им се церекам. Или да ликувам, во тој случај би бил како демоните. Тие се радуваат кога верниците паѓаат, грешат. Но тоа е нешто страшно во секој случај. Немаме многу време. Да прочитам само уште еден цитат во врска со верата Исусова. Елена Вајд вели: Копрчот на вековите, 804-805 страница. Ова книга, верувам, повеќето ја имате. Евангелието треба да се проповеда, но не како безживотна теорија, туку како жива сила која што го преобразува и менува живот. А како може ова? Ако таа жива сила ја имаме во нас. Господ сака да сите оние кои што ја примаат неговата благодат, да бидат сведоци на неговата сила. Еве Трајче ни каже убаво искуство како тој самиот бил сведок на Господовата сила во неговиот живот. Се разбира, таа сила не дошла од иконата, туку од живиот Христос, од воскреснатиот Христос. Понатаму вели, тој Господ им го дава дарот на својот божествен дух, ги поставува на најдоверливи положби и потоа ги праќа во таборот на неверниците. Видите како израз, таборот на неверниците. Да ја објавуваат неговата безгранична милост. Господ сака неговите слуги да ја сведочат вистината дека со неговата милост луѓето може да развијат карактер сличен на Христовиот и да бидат и среќни и радосни, знаејќи дека неговата љубов е загарантирана. Тој не може да биде задоволен се додека припадниците на човечкиот род не се вратат на вистинскиот пат и додека повторно не ги стекнат светите права кои што им припаѓаат како негови синови и ќерки. Много интересно. Елена Вајд тука завршува со најсилната можна мотивација. Дали себе си се гледате како синови и ќерки Божи? Дали себе си се гледате како принцеви и принцези? Верувате, ова е многу битно прашање. Ако се гледаме како синови и ќерки Божии, како членови на царското семејство,
ако навистина го имаме тоа достоинство, тоа чувство во нас, тогаш така и ќе се однесуваме. Достоинство. Ќе бидеме великодостојници, ама некако овие на МПЦ. Туку баш великодостојници. Или, како што реков пред месец и пол, може би имал тогаш, ќе бидеме повисока класа од така наречената светска елита, нели? Бидејќи светската елита е елитата на овој свет, а Христовите следбеници се што? Неговите избраници, неговата елита која што не е од овој свет. Нека му е фала и слава вечно. Амин.